Така, минути за вестите, се враќаме во студиото, термин предвиден за нашиот прв разговор. Домашната политичка сцена, но и светската политичка сцена, што е она што е актуелно и што е во фокусот на светската јавност. Првиот разговор со мојот драг гостин, универзитетскиот професор Дејан Маролов. Добар ден и добре дојдовте, ви благодарам што се одзвавте на нашата покана. Добар ден, ви благодарам за поканата. Професоре, може би од она што е актуелно на глобалната политичка сцена, би ставиле фокус на последните изјави на претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на пресконференцијата за 100 дена од незиниот втор мандат како шеф на комисијата. Најави дека во наредните недели ќе го свика првиот колеж за безбедност, а веќе во Европската унија има посебен фокус кога се работи за безбедноста, имајќи ги во предвид последните случувања на релација ЕУ-САД. Што се криеве за овие најави за зајакнување на безбедноста во Европа? Па, што се крие? Не се крие ништо. Едноставно принудени се сега да размислуваат за безбедноста заради најавите од претседателот Трамп. Евентуално повлекување на Соединетите Американски држави како чадор, колективен чадор на безбедност во Европа ги натера европските држави да размислуваат сами да ја предземат својата безбедност и да реагираат на настаните во Украина, сакале или не сакале. Европа или Европска унија е позната по тоа дека е економски джин, меѓутоа политичко џуџе. Тоа се мисли пред се на одбраната. И сега имате еден многу комплициран систем внатре во рамките на ЕУ за носење на одлуки, особено во сферата на безбедноста, или како што ја викаат тие, заедничка надворешна и безбедносна политика. Буквално една земја да е против ставот на Европска унија, фактички Европска унија и нема став. А знаеме дека многу тешко оди тоа усогласување, особено со ставовите на Унгарија внатре во Европската унија, така да сето ова се реакции на настанатата ситуација. За жал, Европска унија многу повеќе реагира на настанати ситуации отколку што превенира или креира некаква собствена заедничка политика. Од она што е во најавите дека е огромно воено засилување, тешко над 800 милиарди евра што го планира Европа, но после минато неделните воредни самити на дел од европските лидери и во Лондон, а потоа и во Брисел, одново на дневен ред се става темата Украина. Ќе позборуваме и за утрешната средба најавена во Саудиска Арабија, меѓутоа во делот додека сме овде за ЕУ, значи поминато неделните воредни самити имали пораки, особено и на после пресконференциите на претседателот на Франција Емануел Макрон. Се поставува ли веќе како, ете да кажам, нов европски лидер во однос на оваа надворешна политика? Тука има повеќе прашања и дилеми за анализа и историски, ако гледаме, не се случува на вистина нешто толку многу ново во овие односи. Франција има таа тенденција, тоа наназад со години, да сака да зборува во името на Европска унија. Порано, кога беше членка и Велика Британија, таа позиција на Франција и не беше толку комотна, затоа што Велика Британија, ако не и повеќе, беше барем на рамништето на Франција, по војна сила, економија и така натаму. Меѓутоа, денес во оваа, да кажеме, скратена Европска унија без Британија, Франција и те како сака да избие на тоа прво место и да говори во име на Европската унија. Единствена друга држава која што го има потенцијалот на Франција е Германија во моментов, меѓутоа Германија само свесно би рекол оди на тоа второ или трето место во рамки на Унијата заради историските, заради она што се случуваше во историјата, Втората светска војна и така натаму. Никој не би сакал да ја види Германија премногу вооружена, така да некако таа лидерска улога му припаѓа на Макрон, сакале или не сакале во рамките на Европска унија. Пораките можеме да ги анализираме, она што можевме да видиме во минатите денови е дека и Европска унија не се чувствува доволно спремна самата да истапи со некакви јасни позиции, затоа што гледаме дека прво правеа некој самит во Лондон, че повторно ја бараат на еден или на друг начин поддршката на Велика Британија, која можеби еден мост меѓу сега Европа и Соединетите Американски држави. Од друга страна гледаме дека беше поканета и Турција на тие средби, што пак не е членка на Европска унија. Од друга страна пак на тие средби не беа поканети членки на Европска унија, што ни зборува дека и самата Европска унија де факто веќе може да зборуваме за Европа во повеќе брзини, значи помокни, понапредни држави и држави кои сега да не ги навредиме под наводници не се толку битен фактор за одлучување. Што ќе се случува во Европа зависи од многу фактори, меѓутоа
Тоа го имаат кажувани повеќе стручњаци, особено оние кои работат во сферата на реализмот, како теорија во меѓународни односи. Веројатно Европа ќе се ревооружува за прв пат по Втората светска војна, и тоа вооружување нема да е насочено само против Русија, туку веројатно без чадорот на САД, ако ги остави САД без безбедносен чадор, ќе мора се вооружуваат и за одбрана на самите едни против други. Историјата тоа ни го кажува. До сега имаше чадор од Америка, нели се надеваме дека нема да се тргне во цело за да дојдеме у ситуација секоја држава повторно да се ревооружува и да работи секоја сама за себе. Така, се надеваат на задржување на тој евроатлански курс, меѓутоа претседателката на Европската комисија меѓу другото спомена дека ќе го чека вистинскиот момент за да се види со американскиот претседател Трамп. Дали сега од оваа позиција можеби на САД не им се брза за средби со представниците на ЕУ? Па видете сега дали не им се брза на САД. Баш им се брза на САД за воспоставување на мир во Украина, затоа што тоа е предизборно ветување на претседателот Трамп. Но кој би бил вистинскиот момент, зашто се потенцирате се но баш сега, во ова? Малку работите излегуваат, треба да ги гледаме од поширок аспект, значи не станува збор за некако добивме впечаток деновиве дека станува збор за некаков судир меѓу ЕУ и Америка за во однос на мирот или војната во Украина. Да не заборавиме дека Украина не е во војна ниту со САД, ниту со Европска унија, туку со Русија. Значи клучен фактор во играта е Русија пред се. И ако гледаме наназад, неколку изјави на претседателот на Руската Федерација Путин, беше јасно ставено дека тој би седнал да преговара со претседателот Трамп, или не е ни битен во случајот претседателот Трамп, туку со Америка, што би сакало да прати порака дека Русија е светска велесила и нема што да преговара сега со, нели, под наводници некаква Украина, туку би седнале директно со светскиот партнер како ќе ги цртаат картите во светот. Од друга страна, Европска унија пробува да си го најде своето место во оваа цела голема игранка на светската сцена, и дадоа неколку изјави. Можевме да видиме дека и тие почнаа да зборуваат за мир, меѓутоа некој условен мир, каде што првично би имало мир на море, значи би прекинале војните операции на море, на воздух, меѓутоа рекоа на земја, значи со трупи би продолжиле во некој месец-два, некаков рок би се дало. Тие зборуваат, Европска унија зборува за праведен мир, и за разлика од претседателот Трамп кој зборува за мир веднаш. Така да како ќе се одвиваат работите ќе видиме. Во најнезгодна ситуација е Украина или народот на Украина, кој мора да му истакнеме честитки дека лавовски се бореше со една армија која е руска армија, која е прилично силна и мокна и обстојуваше неколку, веќе колку години во тој конфликт, трета година, иако 20% од територијата на Украина е под окупација. Ставот на претседателот Трамп, како што можеме да следиме, дека таа војна не може да се добие против Русија, дури и со помош на САД, додека ставот на Европска унија е дека е можно да се добие војна и дека Русија би требало да клекне на колена пред да дојде до мир. Што не знам колку е реалистично сценарио. Утре нова рунда преговори помеѓу Украина и САД во Саудиска Арабија. Таму ќе биде, во Джеда ќе биде и украинскиот претседател Зеленски, меѓутоа нема да учествува директно на тие преговори. Може ли да се очекува некаков договор или повидок на некаков договор? Мислам дека да. Моје предвидување е дека ќе биде потпишан на таа средба, дека ќе биде потпишан договорот за искористување на тие ретки земјини минерали на кои инсистира САД да ги користи од Украина, бидејќи Украина и нема некој избор што да прави. Едноставно помошта од САД која доаѓа за Украина, која е незаменлива од Европска унија, е замрзната во моментов. Значи, Украина е ставена во една многу незгодна ситуација, или сакале или не сакале, ќе мора да го потпишат тој договор за ретки минерали. Сега, од друга страна пак, Украина инсистира на тие безбедносни гаранции од САД, за кој Трамп не вели дека ќе ги даде, и вели дека европски сили ќе треба да ги даваат тие безбедносни гаранции на тлото на Украина. Меѓутоа пак, тука може има и некоја позадинска политика. Ако веќе имате вие американски фирми на терен кои работат на искористување на тие ретки минерали во Украина, на украинска територија,
тешко дека ќе се дрзне некој, макар било тоа и Русија, да ја продолжи да ја напаѓа Украина, ако знае дека таму на терен има амерички граѓани, амерички фирми и така натаму. И самото тоа е некаква безбедносна гаранција. Значи, ако се случи таков договор, за кој верувам дека ќе се случи. Тие се многу битни земјини материјали за Америка. Впрочем, она што се случуваше и околу Гренланд, тие изјави за анексија на Гренланд од страна на САД, во позадина на играта е дека Гренланд е една огромна територија која е многу малку населена, меѓутоа изобилува со тие ретки земјини материјали. Впрочем, Кина веќе работи на терен на Гренланд, затоа и тука мислам дека реакцијата на САД дека тоа треба да биде предземена од страна на САД во однос на користењето на тие како ги викаат ретки земни материјали кои се користат за различни технологии од комуникации, електрични возила до војна индустрија. Може би затоа и фокусот одма во првите денови од владењето на новиот американски претседател, една од темите беше токму и Гренланд, имајќи ги во предвид сите оние најави што ги кажа. Меѓутоа, еве додека сме на оваа тема, за Fox News, во интервју за Fox News, американскиот претседател вели постои можност Украина да не ја преживее војната против Русија, дури ако САД продолжат да даваат помош. Така, јас мислам сето тоа е во контекст на ставање на Украина на преговарачка маса. Една работа, ако можам да ја издвојам како позитивна од страна на претседателот Трамп, тоа е дефинитивно дека ги натера сите да зборуваат за мир. Значи, пред неговото доаѓање како претседател на САД, никој не зборуваше за мир. Таа е суровата реалност. Буквално никој не зборуваше за мир. Европска унија зборуваше за континуирана поддршка на Украина до конечната победа. Што и да значи тоа, секако дека за мир не зборуваше претседателот Путин, а на крајот на денот и Украина не зборуваше за мир, се додека ја добиваа таа поддршка и беа спремни да се борат. Мислам дека ова е во контекст на тоа дека мора да седнат на заедничка преговарачка маса, бидејќи без поддршката на САД очигледно е дека војната не може да биде добиена, а изјавата на претседателот Трамп оди и подалеку, вели дури и со наша помош таа војна не може да ја добиете. Сега, дали ова етички? Не е, дали е морално? Не е, дали е усогласно со меѓународно право на крајот на денот? Веројатно не е, меѓутоа таа е суровата реалност со која се соочува Украина, а до негде и Европска унија, која сега се прилагодува на цела ова настаната ситуација. Не е прв пат да се случувало ова во меѓународни односи. Имате еден куп примери, би го извел во една реченица само примерот со Чехословачка пред Втората светска војна. Чехословачка имала гаранции, безбедносни гаранции од страна на Франција и индиректно и од Англија. Меѓутоа, у првиот момент кога Хитлер посекал територија од Чехословачка, токму Франција ги убедувала чехословаците мирно да отстапат територија за да не дојде до поголема војна. Значи, со прст не мрднале кога Хитлер решил да ја окупира Чехословачка и покрај постоење на такви јасни безбедносни гаранции. Она што беше симптоматично и интересно сега додека зборуваме за овие релации, дека минатата недела францускиот претседател најави некој вид на европски воени сили што ќе бидат распоредени во Украина, како дел од можеби оној пакет за евентуално склучување на мировен договор, што директно се одрази како реакција од официјална Москва дека тоа не би било дозволиво. Дали оваа позиција можеби на ЕУ би донела некоја потенцијална опасност апострофирана? За постоење на европски безбедносни сили се зборува многу одамна, меѓутоа постоењето на сигурносниот чадор на НАТО тоа го оневозможуваше затоа што има гаранцијата од САД, па и премногу се подпираа можеби исклучиво на САД и не се создадоа тие европски безбедносни сили. Ако постои такво нешто на територија на Украина, секако дека ќе мора да има согласност од повеќе страни за тоа. Прва и основна е согласноста на Украина, бидејќи ќе бидат на нејзина територија. Меѓутоа, ако се подпишува мировен договор со Русија, ќе се бара согласност и од руската страна. Значи, дефинитивно ќе мора се преговара и со што руската страна. Што сигурно не би ја добиле ако... Може да се најде во дипломатијата некој компромис секогаш, зашто цврстиот став на Русија е дека, или беше дека не сакаат амерички трупи. Прво викаат НАТО, после викаат малку промени реториката, не сакаме амерички трупи, што може да се најде некоја средина дека ова не би биле НАТО трупи, ниту амерички, туку европски трупи. Значи, ако се сака на крајот на денот, можеби ќе се најде некаков компромис, ама сепак навистина мора да се сака да се дојде до тој мир.
Така. Она што можеби еве и од домашната политичка сцена го сврте вниманието на јавноста во изминатиот период беше позицијата на Македонија во однос на гласањето на резолуциите на САД и на ЕУ во Обединетите нации. Во каква позиција еве се става земјава или во каква позиција би требало ние да се ставиме, имајќи нели ги во предвид и обврските што ги имаме на евроатланскиот пат, и дали можеби овие беа сигнали за менување на надворешната политика на нашата земја? Па, во каква ситуација се ставивме? Во рамки на Обединети нации, ние зборуваме за резолуција на Генералното собрание сега во моментот. Бидејќи имаше и резолуција на Советот на безбедност, што има друга процедура и други импликации. Во рамките на Генералното собрание, ние Македонија се јави како коспонзор на резолуцијата предложена од САД. Ние гласавме на крајот воздржано за таа резолуција затоа што беше променета во текот пред гласањето со амандмани. Од една страна, Македонија се поставува како фактор, чинител во меѓународни односи, затоа што рамо до рамо со САД сме коспонзори на резолуција за решавање на светско прашање. Од друга страна, и тоа е во ред до тука. Меѓутоа мора да сме екстремно внимателни кога одиме во такви случаи, затоа што сме премногу мала држава за да одлучуваме на светско ниво и мора секогаш два пати или три пати да се размисли пред да се оди во такви чекори во надворешна политика. До тука велам овој потек го оценувам како позитивен и добар, меѓутоа мора да се внимава за воиднина дали да продолжиме да штрчиме во тие некои сега идни преговори и структурирање на светската политика. Така, премиерот Мицкоски рече на дополнување на ова, нели, стратешкото партнерство со САД не е единството на ЕУ на тема Украина беа решавачки во однос на гласањето, меѓутоа она што рековте да бидеме нели внимателни, имајќи ги во предвид своите позиции, своите интереси од друга страна. Би додал само бидејќи претходно што ме прашавте какви ќе бидат импликациите во однос на евроатланското интегрирање на Македонија, ние сме интегрирани во НАТО, нели официјално треба да ја следиме политиката на НАТО. Од друга страна, исто така имаме договор за стратешко партнерство со САД, што дава основата на нашата поддршка сега кон САД, и тоа е во ред, и тоа е согласно тој договор. Од друга страна, сме и земја кандидат за влез во Европска унија и сме обврзани пак да ја почитуваме европската заедничка и надворешна политика. Сега што е проблемот? Проблемот е што во моментов Европа нема заедничка надворешна политика. Пред се заради противењето на Унгарија. Од тука и не може баш да ни повикуваат или да не повикуваат нас дека не ја следиме таа политика која во суштина е непостоечка. Не може да следите нешто што не постои, нели? Ми беше интересна изјавата на францускиот амбасадор кој не искара што, нели, за прв пат не сме ја следеле заедничката надворешна и безбедносна политика. Можеби е и позитивно еднаш вака да ни стапиме за да знаат дека постоиме. Беа навикнати дека следиме се по автоматизам. Сега вака да видат дека постоиме, дека можеби треба и да не консултираат некојаш пред вакви значајни, или ние да ги консултираме нив. Исто не смееме да заобиколуваме такви важни партнери при носење на вакви важни одлуки. Впрочем, и ние бевме изненадени од француското вето кое го добивме, нели, пред некоја година, меѓутоа моравме да се сложиме со тоа. Како и да е, пак кажувам, мора да сме екстремно внимателни затоа што многу лесно ние може да се најдеме као мала држава први на некој удари. Тоа не мора да се војни, нели, може да се економски, може да се политички и слично. Она што нам ни останува како задача, како држава на тој евроинтегративен пат, секако се уставните измени, нешто за кое што многу пати нели се зборува, сега веќе во очи на овие актуелни геополитички случувања, можеби го ставаме, не да речам на втор план, меѓутоа еве директно поврзано во однос на тоа како Македонија ќе делува за ова прашање. Уставните измени остануваат домашна задача, нешто на што повеќе кратно ни апострофираше меѓународната заедница дека мора да се заврши за да се продолжи тој пат кон ЕУ. Како треба да делуваме и што може да се очекува сега од оваа позиција? Дали можеби уставните измени ќе бидат прашање на кое што ќе се најде некој заеднички став на домашната политичка сцена? Знаете како, бидејќи предавам меѓународно право, има еден принцип во меѓународно право,
практично вика не можеш да дадеш она што го немаш. Значи не можеш да дадам нешто што го немам. А баш на тоа се обврза претходната влада, значи се обврза на уставни измени, знаејќи дека нема мнозинство во парламентот. Значи дадоа нешто што не можеа да го дадат. И сега сме у таква ситуација како што сме. Уставни измени во ред, но зашто? Некако се создава фама во јавноста дека со уставните измени ние ќе влеземе во Европска унија. Условот тука е дека со уставните измени ние ќе почнеме да преговараме со Европска унија. Од кога ќе почнеме да преговараме со Европска унија, има таму 30 и кусур поглавја на кои преговараме. Првото правосудство, нешто на што Така. најголем тест можеби ќе ни биде, нешто Дефинитивно што, тука ќе ни биде најмногу тешко, но тоа би било позитивно и за нас, бидејќи ни треба помош во тие сфери. Меѓутоа друга ми беше поентата. 30 и кусур пати од кои ќе почнеме да преговараме, Бугарија или било која друга членка има право на вето. Значи, далеко од тоа дека ако го смениме уставот, ние стануваме дел од Европа. Само почнуваме да преговараме. Кај што и отвараме 30 и колку пати право на Бугарија да ни става ново и ново вето. Некојаш и во јавноста ќе слушам некои смешни аргументи, се навистина би ги нарекол, дека со внесувањето на бугарите во уставот многу ги имаме зезнато Бугарија и бугарската страна, затоа што за прв пат би се правила разлика меѓу бугари и македонци во Македонија. По таа логика да го ставиме ајде и бугарскиот јазик да биде службен у Македонија. Тоаш автоматски би признале бугарите, би ги зезнале повторно, нели дека постои македонски јазик, ако одиме по таа логика. Бугарските барања, за жал, не завршуваат тука. Пак ќе кажам за жал. Не станува збор за тоа дека ние ќе го измениме уставот и ќе завршат бугарските барања. Можеме да го слушнеме тоа секојдневно. Во суштина на нештата е една, извинете, ама немам кој друг збор да го употребам, безобразна политика од страна на безобразни барања од страна на Бугарија кон нас, бараат нешто што е непристојно. Нели аргументите се дека никој не ви спори дека сте македонци, дека зборувате македонски јазик, но од 45-та наваму. Тоа е исто како некој млад брачен пар да се во брак, едниот е Петар, жена му е Ана, меѓутоа доаѓа некој Ванче кој бил дечко на Ана и вика у секој документ иден мора да стои дека пред да му биде жена на Петар му беше девојка на Ванче. И Петар мора да се сложи на тоа и сегде и во извод на матична книга да го покажува документот дека да, таа ми е жена, ама претходно имаше дечко Ванче. Еве да упростам наедноставно колку што можам. Значи не се бара такво нешто, не е пристојно, дури и да е точно. Значи до таму оди таа балканска политика во барањата. Веројатно можеа некако по-фино, по-дипломатски да го запакуваат сето тоа бугарската страна, меѓутоа еве живееме на Балканот и за жал таму сме кај што сме. Уставни измени со одложено дејство? Па, тоа би било супер доколку би било прифатено. Мислам дека бев еден од првите кој го кажав тоа и тоа во контекст на уште пред Преспански договор. Значи не пред договор со Бугарија, уште за Преспански договор го зборував тоа. Реков тоаш се би било во ред, мислам далеку од тоа дека е во ред договорот со Грција, меѓутоа ајде да речеме се би било во ред, меѓутоа ставете на крајот еден став или у технички завршни одредби само ставете, сето ова северна за внатрешна надворешна употреба ќе важи од моментот на влез на Македонија во ЕУ и НАТО. И што ќе постигневме така? Ќе постигневме да Грција се грижеше што побрзо ние да станеме членки на ЕУ за да се исполни договорот од Прест. Што ќе се случуваше сега? Грција ќе притискаше Бугарија да не става вето затоа што нивен договор не може да се реализира. Така да уставни измени со одложено дејство е некаква заштита за нас, за во меѓувреме да не доаѓаат нови барања од Бугарија. Колку е тоа во реалноста можно, ќе видиме, нели? Ќе видиме. Уставот е највисок правен акт на една држава и самото барање за уставни измени е мешање во внатрешни работи. И ние сме во многу една непријатна ситуација и нема потреба да се правиме дека не сме или да глумиме дека ова е некаква многу нормална работа. Сите тие прашања за кои тука некои велеа дека нели се смешни, не треба се разговара за идентитет, за јазик, за култура. Еве гледаме дека и во светско ниво се разговара. И францускиот амбасадор минатиот пат збореше за европски идентитет, за тоа дека Русија го оспорува јазикот, правото на собственост на Украина, или гледате што се случува во САД, борбата за името на заливот мексички или американски, значи работи што нас не се случуваат, сега ги гледаме и на светско ниво.
Така. Она што можеби сега е во фокусот на јавноста, еве и деновиве, е состојбата во Романија, откако изборното тело во Романија отврли кандидатурата на екстремно десничарскиот популист Калин Георгиевски на повторените председателски избори закажани за 4 мај, па веќе има таму и протести, навистина една тензична ситуација може да се нарече. Еве еден став околу овие збиднувања, бидејќи сепак на дневна основа премногу случувања на целата геополитичка сцена, не само во Европа, туку и во светски рамки. Така е, се согласувам со вас. Тешко е дури и да следиме, и тие ние што ги следиме работите, тешко е да можеме да ги пратиме сите работи. Она што се случува во Романија, не знам колку е во склад со тие демократски принципи. Значи, забранувате на некој кој има право да се кандидира, да се кандидира. Значи, му го одземате правото кое го има согласно законите и уставот. И сега, на база на што му го одзедува тоа право? На база на тврдење дека работи со Русија, има некаква подршка од Русија и дека има некои финансиски малверзации. Пак е ова проблематично затоа што не е докажано. Секој е невин, нели додека не се докаже ни с некаква судска постапка дека е виновен. Од друга страна го обвинуваат исто дека е неофашист, неонацист и поддржан од Русија, што пак не е во склоп со официјалната руска политика која нели зборува за денацификација во Украина, на пример. Меѓутоа јасно е дека се играат големи игри тука и јасно е дека демократијата не е во онаа форма во која би требало да очекуваме од земја членка на Европска унија. Дополнително што нели победи во првиот круг од минатогодишната трка, беше принудена да го повтори изборниот процес по одлуката на Уставниот суд, значи случувања кои што предходеа на сето ова и на овие немири кои што ги има сега во Букурешт. Така, тоа беше и критикувано од САД, ако се сеќавате во говорот на подпредседателот, баш алудираше на она што се случуваше во Романија, меѓутоа еве продолжи по тој пат. Европа има проблем. Прво со сопствените... Каква порака сакав да прашам се испраќа, еве, ајде да го земеме овој пример. Не убава порака во секој случај. Не е најдемократски чин. Дури и да е вашиот став дека тој е некој неонацист или дека ќе има некакви неонацистички политики, тоа е на база на предпоставка. Романија е членка на Европска унија, на Совет на Европа, така да ако се дрзне за такви политики, се има устав и закон кој го регулира тоа, што може, а што не може да прави. На база на предпоставки, навистина е проблематично одземање на право на било кој поединец да се кандидира. Ево судир со основните демократски вредности, без да навлегувам во поддршка на неговите политики. Тоа настрана. Така. Професоре, секогаш кога се зборува за некоја геополитика, тука некаде се врзани и финансиите, и кога се зборува за безбедносниот аспект и за економскиот и слично. Она со што би сакала да го заокружиме нашиот разговор, бидејќи додека ја подготвував емисијата, гледав и некои ваши интервјуа околу светските случувања и така натаму, меѓутоа мора да се осврнеме и на моментот на царините, првичните можеби најави кои што беа од новата американска администрација, односно од председателот Трамп. Еве, во делот ете и на Кина и на Мексико, мислам за Мексико до 2 април, ако не се лажам, имаше одложување, меѓутоа генерално за овие светски позиции. Царините, колку што пратев, САД ги воведоа не само кон Кина и Мексико, туку и кон Канада. Така да практично Америка воведува царини кон двата своји големи соседи, и на југ и на север, Канада и Мексико, дополнително и со најголемата или една од најголемите економски сили, тоа е Кина. Тука навистина не би можел да проценам политиката на председателот Трамп, веројатно има некаква оправданост, меѓутоа сето ова не може да не ја погоди и самата Америка. Значи нема начин ова да не ги погоди и самите американски граѓани, затоа што во меѓународно право имате нешто што се вика реципроцитет и тоа го практикуваат државите. САД и воведе царини на Кина и Кина воведе царини на САД. Значи тоа ќе влие на целата, на глобалната економија, но ќе ги погоди и луѓето внатре во САД. Го слушнав председател Трамп кажа дека за да се видат ефектите од сето ова е потребно време. Ќе видиме дали тоа ќе биде позитивно на крајот на денот
самите американски граѓани, а дефинитивно ќе ја погоди цела и веќе ја погодува. Не знам ако гледате на берза и така натаму, веќе е погодена светската економија од самиот факт на воведување на царини. Така, дали тоа практично би значило дека на економски план директно ќе има влијание на целиот регион? Дефинитивно ќе има. Дефинитивно ќе има, значи нема начин да нема влијание. Тоа мора да има влијание затоа што светот се преструктурира од оној отворен глобален пазар кон затварање на граници, воведување на царински давачки, што е преструктурирање на целата економија. До сега одеше во еден правец, ова ќе ја движи во некој друг правец. Така. Ви благодарам многу за издвоеното време и што направивме еден разговор генерално и за домашната и за светската политичка сцена. Верувам дека ќе имаме уште многу можности да разговараме на овие теми, но се надевам веќе за теми кои што ќе го вклучуваат и мирот како клучна компонента за нашите разговори. Ви благодарам на поканата, уживав во разговорот. Така. Правиме една кратка пауза, а потоа се враќаме повторно со студиото с минути за нов разговор. Останете со нашата програма.